Бројката на социјални предпријатија во земјава е многу мала. Да речеме, од она што е евидентирано во нашата база се околу 40 социјални предпријатија. Делуваат во секторите органско производство, услуги, поддршка, односно давање услуги кон ранливи групи со граѓани. Меѓутоа, она кон што се стремиме во наредниот период, преку изработката на стратегија за развој на екосистем за социјални предпријатија, е да направиме обид да се прошири рамката во која што ќе делуваат социјалните предпријатија. Веќе е направен експертски тим кој што активно работи на стратегијата и очекуваме до крајот на годината дека ќе ја имаме оваа стратегија, која што ќе биде пак добра основа за создавање на законот за социјални предпријатија во земјава. Кога зборуваме за бројот на вработувања, како што напоменав, се мали entiteti, имаме вработени од 1 до 5, мал е бројот на оние што вработуваат над 15 лица. Меѓутоа, постои тренд на раст во овие entiteti и очекуваме дека со една координирана активност на сите релевантни стейкхолдери во земјава ќе можеме да направиме поместување, односно посериозен развој на овие entiteti во земјава и не само на нив, туку и поттикнување на нови entiteti да се трансформираат во социјални предпријатија или пак да ја поттикнеме стартап заедницата да се развива во оваа насока, да создаваме нова економија која што ќе биде свртена кон човекот, која што ќе биде свртена кон планетата и целта нема да биде максимизирање на профитот, туку профитот ќе се користи во општествено добро. Може само накратко да не кажете како се разликуваат овие социјални предпријатија од останатите? Социјалните предпријатија се разликуваат од останатите предпријатија по својата мисија. Тие јасно делуваат во одредена област и имаат зацртани цели кои што треба да ги исполнат, се насочени кон заедницата, кон општеството, кон природата.